Министерството за локална самоуправа ќе работи на подобрување и на унифицирање на административните услуги преку дигитализација на процесите и целосно воспоставување систем на една точка за услуги со воспоставување на центар за услуги во секоја општина. Исто така, оттаму најавуваат дека ќе продолжи трансферот на нови надлежности на општините, водени од принципот услугата да биде подостапна за граѓаните, поефикасна и поевтина. Посебен акцент ќе биде ставен и на зајакнување на капацитетите на инспекцијските служби во општините, најавува ресорниот министер. Поради ограничените финансиски и човечки ресурси, помалите општини особено не се во можност да одговорат на задачите во полн капацитет. Механизмот на меѓуопштинска соработка нуди решение во овој правец, но за жал општините не се доволно заинтересирани и затоа е потребно преку финансиска поддршка да ја стимулираме оваа мерка. Ова е можност општинските инспекцијски служби да бидат поефикасни на порационален начин. Оваа година општините имаат превземени одговорности и во спроведувањето со здравствената криза, што бара дополнителни и финансиски и човечки ресурси. Оваа нова ситуација наметна потребата да се реосмисли и местото и улогата на општините во системот на заштита и спасување и конкретно во одговорот за заштитата од коронавирусот, но и другите заразни болести. Според него важен приоритет е процесот на децентрализација, кој што има влијание и на квалитетот на живење и на демократизацијата на општеството и на економскиот развој, а генерално и на имиџот на државата во процесот на интегрирање во Европската унија. Стартуваме со подготовка на нова 5-годишна програма за одржлив локален развој и децентрализација. Во овој програмски период се посветуваме на подобрување на финансиската стабилност на општините преку поправедна распределба на средствата од ДДВ и блок дотациите. Исто така, ќе работиме на воспоставување на инструмент за еквилизација. Тоа значи надоместување на финансискиот јаз меѓу потребите и можностите на помалите општини, затоа што сите граѓани треба да добиваат подеднакво квалитетни јавни услуги без разлика на нивното место на живење. Од друга страна, овој инструмент ќе биде корекција во корелација со извршувањето на одговорните на локалните власти и наплата на локалните даноци. Оној кој што прибира повеќе даноци се разбира треба да биде награден и да добие и повеќе средства. Затоа ќе работиме и на зајакнување на капацитетите на локално ниво. Милевски најавува дека ќе работат и на зајакнување на капацитетите на локално ниво за транспарентно и отчетно управување со јавните финансии, за поголемо и директно вклучување на граѓаните во донесување на одлуките. Како министерство ќе бараме именување на изборниот модел за избор на членови на општинските совети на отворени листи, потенцираше Милевски.